Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи пари, Мintins, Халкбанка. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Време е да слушнете и видите нешто конкретно. Денеска ќе ја славиме љубовта и ќе се обидеме да ја откриеме тајната на складните и долгогодишни бракови од една страна, но и проблемите и сопките со кои се соочуваат тазе браковите. Ќе прашаме и кој е зачинот, односно конзервансот, кој треба да го има секој брак, како би имал краен рок на траење додека смртта не раздели. Кои теми се забранети за муабет? Кои сигнали се поопасни за хармонијата? Мешањето во кариерата или пак мешањето во пријателствата е поопасна зона. Дали е полесно доколку имате иста професија или пак важи правилото спротивностите се привлекуваат? Што е она што може да се прости, а што е она што треба да се сосече во корен? На оваа тема зборувам со овие парови. Пред точно 2 години во февруари 2022, таа беше планинарката Ирина Дишовска, која презентирајќи ја женската моќ, боса во црвен фустан ја искачи планината. А тој беше нежниот романтик и најпосакуван ерген, Павле Камиловски. А после средбата во нешто конкретно, нештата комплетно се сменија. Тој беше вистинскиот, а таа вистинската. Тој разоружан, а таа освоена. Тие се сега господин и господја Камиловски, родители на малиот Јосиф. Еден од најзгодните и најубави познати парови во земјава. Таа била преубавата Силвана Мучич, дојдена од Ниш на факултетот за музичка уметност во Скопје. А тој Владко Плевнеш, веќе 2 година на истиот факултет. Таа вели каде да се свртев беше околу мене. Тој вели, сите беа заљубени во неа, но јас ја освоив. А од 1993 година се неразделни, и како брачен пар, но и како музичко дуо. Таа е Силви, а тој нејзиниот бенд. Во кој ритам им оди бракот, кој ги пишува нотите, а кој пее како што му свират. Дознаваме од единствените, секогаш добро расположени, секогаш подготвени за добра песна и добар муабет. Силви Бенд. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Добро ве Што е подобро те најдовме Снежка, поготоа што ние првата сезона нели го И така ја отворивте. ја отворивме и мразот нели го срушивме и сите бариери и све и ево како што гледаме тука си тука и ние сме со тебе заедно да те поддржиме. Така е. Посебно место имате вие во моето срце, да знаете. И вие, ама и вие. Ние бевме меѓу првите, Ама и нели? вие бевте меѓу првите, така. Значи, во најавата кажав дека се појави прво Ирина Дишовска беше и Павле Камиловски. И после, откако се појавија во нешто конкретно, се претворија во господин и господја Камиловски. Па Снежка да не си кума ти некоја? Па сум кума. Она е стројник. Стројник не е она. Стројник, браво, најнародски. Главен стројник, да. И како оди? Добро се погоди Ергенчево, тогаш беше најпосакуван Ерген. Одлично. Одлично се погоди, а? Да. Ева јас ќе чутам она ќе кажа за мене. Јасно ми е кој е главен у браков. Така ли? Добро. Првото прашање. Кој е највредното нешто што го поседува вашиот партнер? Силви, што е највредното нешто што го поседува Владко? Музикалност. Добро, Владко? Што е највредното нешто што го поседува Силви? Морам да кажам дека ако почнам да зборувам сега, ќе ви требат едно 10 емисии за да кажам што. Ајде. Почни. Да почнам може, така? Почнеш, да. Пред се Силви чека. Сега нема да направи ни 3 работи. Не, полека. Пред се племенита душа, чиста душа, со многу убави намери прво према партнерот, а после према сите, се што е живо. Добро моди, Силви. Збори, уште види како. Музикална, комплетна жена, убава, домакинка, И најбитно, стилиста, преубава, пресладка,
Најбитно дека е твоја. Комплетна и на моје задоволство што успеав, јас ќе зборувам и на таа тема повеќе, што е моја и само моја. Добро, одлично. Прекрасно кажа. Добро е. Чекај да видам дали такви зборови има Павле. Што е највредното нешто што го има Ирина? Јас првим да кажам. Епа, му дозволуваш ли Ирина? Прво да каже. Да, треба он да каже прво. Ајде. Ирина е мојата планина. Го надминали стравот од планини, од качување на високо. Како знаеш дека имав? Кажа во првата, Кажа? Да? каже. Видиш, сум заборел. Го Страв од висина. Страв од висина Не го од планина, надминали. да, го надмина. Добро. Добро. Ајде продолжи. Она е мојата планина, бидејќи има душа голема колку планина. Незината софистицираност, незината убавина како човек, незината големина како човек, незината харизма, незината... Знаеш, не сакам да звучам клише, сите овие работи кои што ги наброев, нормално дека си ги мислам за мојата сопруга, али сум многу горд на незе и многу ми е драго што е по... Браво. Одлично кажано. Браво. Добро. Ајде Ирина, што е највредното нешто што го поседува Павле? Највредното разбирањето. Многу ретко и тешко беше да се најде партнер кој што ќе најде на разбирање на моите потреби, а он ја има таа карактеристика и е многу шармантен, и е многу убав, и е музикален, и кај нас дома постојано се пее, постојано се смее, така да мислам дека тие се вредностите кои што ги негува он, а мене ми одговараат. Добро. Тоа разбирање за твоите потреби сирот мора да се качува на водна душа му излегува, ама мора. Понекогаш сака, Па, видиш, понекогаш солидарен мора, сум. меѓутоа да. Солидарен. Па да, Добро. Тоа солидарен. значи дека треба Ирина да почне и да пее. Па пее, она има идено во хор, да. Имам пеено 14 години во хор. Добро е, значи може некој дуетче да се направи. Па што да не? Па може нешто да искомпонираме, а? Апсолутно секојаш. Апсолутно. Кога е во прашање музиката, тоа е толку широка тема Така е, и да. секојаш може да се Апсолутно. најде. Добро, еве вака од ваше искуство сега кога ги гледате, вака кажаното ветува дека ќе тераат на долг брак или? Тоа никогаш не се знае. Јас им посакувам да секогаш најдат прво да го негуваат жарот што го имаат сега, првата година и првите години, почетоците се најубави, тогаш ја имате најголемата енергија, најголемата поддршка и најголемата сила во својот живот. Најголемите успеси во мојот живот јас ги досегнав кога ја чувствував љубовта многу. Мислам кога бев сакана многу. Можев да поместам планина, не само да се качам на планина. Така да им посакувам тоа многу долго да им трае, а ако случајно, бидејќи животот е таков, најдат на некоја криза, нека се сетат на овие моменти. Ете така, одлично Благодарам. кажано. А мене па толку ми се складне, толку убав пар и толку убаво се опише едниот со друг. Јас им предвидувам една многу долга иднина. Добро, ете Благодарим. така, да почнем да не ги урочиме. Не, Поместете се ометва, ако да се не ги прашувам урочиме. јас, значи им предвидувам многу долга иднина. Благодариме. Многу љубов и со многу Да сте живи и здрави. Дај Боже и вие исто. И па да затвараме Па емисија. клучно е разбирањето, ја мислам, на партнерите. Клучно е. Клучно е. Се разбира и љубовта, ако нема љубов, нема ништо, нели? Али разбирањето и оно што спомна ти, спротивностите, дали се привлекуваат или не се привлекуваат, Што вика се? мислам дека се привлекуваат, да, плюс Па и ние минус бевме права тотално струја. спротивни кога дојдевме во нешто конкретно, ама се заљубивме веднаш. Веднаш? Па така испадна некако, да. Сериозно уште во текот на емисијата? И јас Па тоа ти го не имам ли виде дека кажано и имаш во со интервју спако? дека тоа во Ништо ја не емисијата, да. признавам. Да, во емисијата се случи. Значи јас пред емисијата уствари додека се подготвував да започне емисијата, кога влезе Павле и само што го погледнав и реков овој ќе ми биде сопруг. Јас знаев. Вау. Да, јас знаев тоа нешто ми го кажа и значи човекот ми приде, нели, се поздрави, немав идеја дека тоа е Павле Камиловски. ти Го имав како слушнато како име и презиме, знаев дека правил концерти, меѓутоа не знаев како изгледал.
Во емисија, нели, која бев најавена, воопшто не знаев со кои гости ќе бидам. Мислам, во тој момент не ни прашував со кого ќе гостувам. И знаев само дека ќе разговарам за жени, за односот помеѓу Темата мажи ни и жени. беше дали има вистински мажи во Македонија и во суштина се потврди. И таман си дојде на ово Таман си место. дојде на темата. Кец на 10. Да, си го најде баш највистинскиот. Така е. Ти имаше чувства уште на почеток дека нешто ќе се случи со Ирина или Да, остави да бидеш дефинитивно. ловен? Не, види, знаеш како? На крај на денот вие сте тие што бирате. Да се разбереме, ние може да изиграваме мачо колку сакаме, нели? Ама вие сте тие што бирате на крај на денот. Не знам дали ќе се согласите. Сега ќе прашаме, Силви ќе каже. Да, Силви ти Нели бираш, марамче да? доколку ќе го само пуштат? глумиме дека сме уловени ние Така. после. Зашто е а всушност намерачиме, аха. Бичеш мој. Али знаев дека има нешто, дека нешто ќе се случи. Знаев. Подолго време бев сингл тој период и имав потреба од човек поред мене, имав потреба од партнерка и се случи тоа што се случи каде оваа емисија. Добро. Да. И уште вечерта се фативте? Не. Не се фативме. Сакаш уште нешто друго ти кажеме? Не се Ирина? фативме уште вечерта. Сакаш и детали да ти кажам? Да. Види, ние сме отворени луѓе, нема проблем. Може да ти Како го кажеме се. формулира прашањето? Добро, убаво, фино, оригинална си си Ти ме прашав окей. дали уште вечерта се фатија. Не, ама така, значи почнеме да ги поминуваме деновите Се заедно. смува. Е, така, Добро, да, е. да. Аде, така. Смувавте. Која се смувавте? Кој датум беше? 22 февруари. Да. Ние снимавме Ја на не знаев тогаш дека е Не, ние снимавме на 22 Да, ние снимавме Палиндром на 20. беше денот. Палиндром беше, да. Ние тогаш се запознавме на 22.2.2022. Да. Каква На магија се палиндром. случила? Кој ден вие се запознавте? Владко? Да, околу нашето запознавање има многу долга приказна. Не денот кога Они си дојде на емисија и се запознаа. Многу едноставно. Многу едноставно. Нашето запознање траеше многу долго и додека стана врска беше уште подолго. Добро, ние сме постара генерација, кај нас одеше тоа поинаку, нели? Да. Мора прво да се труди, да се труди. Поред до ден денес е така, Снежана. Така Ќе видиш на најавата кога влегуваме. Тоа така беше буквално. Таква добро, Таа наше година време дека беше се- поинаку. Се се шегувам, мувавме, не да беше кажеме. многу поинаку, но да, сигурна сум дека не го знае датумот. Во секој случај тоа беше некоја 85-та година. Апсолутно, Текот на 85-та и бидејќи тоа беше моја 85-86-та беше мој прв семестар факултетски. И тогаш се Кога се појави на факултетот за музичка уметност. Една атомска бомба која се спушти, се што беше машко, сите заљубени во нејзе. Се што постои на факултетот машко, не можеш, она ќе помине, она атрактивно, во едно боди, било некогаш, со сега се ролери, пикове. само ќе помине, вака, фиу, и сите вака, што е ова човече? Од Ниш, чека, од Ниш дојде да Од студира? нешто да. тука и кога ќе поминеш на факултетот, на походниците на факултетот за А ти уметност. како ја фатите? Она на ролери, ти со што? Јас со што јас? Со Она шарм. кажа пред малку, веројатно со мојот шарм, со мојата Шарм. музикалност и не знам со што, она треба да го каже тоа. Меѓутоа, мака видов голема, цела година тоа траеше. Наше... Сега би ја наплати маката, онака, он па се сега. мачеше една година, јас 37, 8. Добро, не изгледаш измачено да ти. Али сето тоа мене ми беше многу Среќа, убаво, ми беше многу шармантно тоа во тоа време, нели 80-тите години. Доаѓа прекрасна особа, убава, пред се убава девојка, нели? После гледам дека е многу музикална, сите квалитети ги поседува, викам ова Владко таа е. И Нема готово. друга, а? Нема друга. Добро, сте биле многу млади, вие сте малку повозрасни. Не бевме Меѓутоа, многу млади. Викаат дека 23 години нешто така. од прилика знаеш, она го имаш чувството, барем Точно. со мажи кога сум зборувала, викаат дека точно знам дека таа треба да ми биде. Јас, например, за нејзе точно знаев. И јас, од како нели почнав да се мувам, јас одма и предложив брак. Одма? Да. Да не избега. Да, чекај, викам што е работа се. Таа е, тоа е, поседува се што треба,
според моите критериуми нема што да Имате ли удовлетуваме. втор план ако случајно одбиеше Павле, ако Ирина речеше не сакам да се омажам? Ма Имаше ли не ти може, план, јас бе? немав избор, бев бремен. Немаше избор за мажењето, значи ние прво си направивме детенце, па после ме побара за жена. Знаеш како? Да. Значи ја почувствував дека таа е таа. Почувствував едноставно, знаев. Знаеш она кога ти кажа, кога знаеш дека тоа е тоа, нели? Јас си го почувствував тоа, меѓутоа полека. Таа малце време се, не е толку многу време, меѓутоа доволно колку што треба и брзо работев на случајот и се случи тоа се случи. Брзо, добро, Да. окей. Се осигура. Да, сигурно. Новите генерации се осигуруваат прв. Паметно. Да. Ајде да видам сега колку се познавате. Значи, со прсти, со раце ќе покажувате кој, што, како. Океј? Ама сега ти Јас сакаш да ме ставам скараш, си прав- Не Да? ве скарувам. Рековме во хармонија живееме. 3-4. Ајде да видиме. Кој е главен во кујна? Покажуваш на себе или покажуваш кон партнерот? Кој бабата? Ние сме и двајцата. Ние се Двајцата надпреваруваме кој подобро Двајцата готви. готви. И сме многу Да. сериозни, имаме сериозни кулинарски вештини, јас и Павле, и онака се подбуцнуваме секој ден. Ако денес јас готвев ручек, утре готви он и на пример не знам, се такмичиме испрашуваме да се- еден со да. друг кој Што чиј сте, ручек зашто беше сте подобар. ова? Дека Беше може боле. да се скараат маж и жена у кујна, тоа до сега не сум чула. Ама не се Добро. караме, ние само му ја му викам можеше да биде малце полутко твоево или он ќе ми каже може би ти малце поише стави лутово. Значи, еве, А тоа ова е симпатично е тоа. разликата помеѓу денешните парови и овие традиционалните постави, да. каде што жената скапува во кујна. Браво, аплауз од Најбе, жена, мене. што е, На вистина, продолжете. Ама не, или сака маж да го прави тоа или не сака да го прави. Или има афинитети према Да, храна или али нема. сака да афинитет. дегустира одлично, мислам. Па тоа е нормално сега. Да. И тоа онако со ножот и вилушката, чека, мртов гладен сум, ќе умрем за Да, ја. вака се, јас со обзир на тоа дека почнав со музика активно да се бавам од мојата 14-та година. Не си имал кога да научиш. Кога можев, јас цело време бев по И кафани, по предходните диска, по 37 години ресторани. исто немаше време Нема да се- Секојаш си имав приготвено за јадење, уште кога ми дојде Силви, која што морам да ја пофалам. Кој што на почеток не знаеше вистина. ништо, исто На како и почеток не тој. знаеше ништо, сум јадел изгорено гравче и не знам што све имам пробано. И се ми беше толку сладко, изгорено, а мене ми е вака си... Све ќе каже само да продолжат да готви. Извам прстите. Додека не научи. Значи, мајстор во кујната и греота ја сега тука да се мешам нешто. Греота е да се... И не само во Не, ова е храната, многу перфидна изјава. и не само во Греота е да се храната, мешам. Да. и на самиот сервис, кога ќе седнете кај нас, нормално денес да седнеме, Добро. и човек и најавен да дојде, тоа е како да сте седнале во хајат, например, или... Ќе продолжиш во да Мериот. готви доста ја фалиш, добро е. Не е фалење, него на вистина тоа е така. Добро. Со убави сервиси, значи едно јајце да ти стави во тањерче, Естета е Силвија. тоа е со таква љубов, со такво да го јадеш и да го Добро. дегустираш. Добро. Од срце го кажувам ова. Одам Видиш ка- понатам. Бидејќи е стварно така. Кој од вас двајцата е поубав? Добро. Ирина. Океј. Кој е главен кога сте во друштво од вас двајцата? Тоа зависи, да. Зависи од расположение, зависи од друштво, зависи од не знам многу фактори. Така? И имаше еден момент кога сте со друштво и кога малце ќе се поднапиеш, што прави Павле, мораш тука да кажеш? Кажи Павле, Поклонувам работи. како поклонуваш работи? Па е така, на пример, ако ме фати сега во, не знам, расположена, па да не кажам сега пиена состојба на умот, али расположен да бидам. И ми кажеш, Павле, колку ти е убав саатот, многу ми се допаѓа, јас ќе ти го дам без проблем. Едно За мисли задоволство. за Павле, Сега, две утре, дајте. утре дента кога ќе станам, Се засвиѓа саатот. утре дента кога ќе станам, и кога ќе ми текне што сум Снежа направил, малку да го напиеме треба. Тоа ви Готово, даден после збор. нема Па тоа е, нема назад сега, си го дал. И срцето да ти вика од така тоа да го направиш, тоа сум го направил. Не ти е страф, Ирина, некојаш нешто да не му забега, да речеме, ми се свиѓа. Не ми е страв. Значи кога сме излезени може да поклони од тоа што го носи на себе што сака. Страв ми е во домот кога имаме гости. Да ни излезе некој со потелето. Да. Или со бебето. Не. Бебето не го тоа давам. Бебето Само сам тоа Бебето не го давам. Добро, окей.
Кој од вас двајцата е поинтелигентен? Тину, нину, нину, нину. Нину, нину. Ќе го прескокнеме ова прашање? Не бе, ја ќе кажам Силвија поинтелигентна. Се Не ставају незгодно. Да. Знаеш како е, јас ќе кажам Папујаков одговор. Многу дискутабилно прашање, Да, затоа нешто прашање на вистина, да. затоа што интелигенцијата ако ја дефинирате или како дефиниција, мислам, Интелигенција ќе се повлекува впуштиме- интелигенција, не? Ќе се впуштиме во голема полемика, затоа подобро да го скокнеме прашањето. Го реков, што ме Да. намештама, го да. Кој ја изговорил реченицата ќе те оставам? Ја. Секој втор ден. Секој втор ден. Се разведувам, не плаче. готово, да, готово. Кај нас не се случува тоа, веројатно многу е Ти си рано. оставен, само уште не знаеш. Тазе. работа. Е, кај се рано, да. Верувам. Тама работа уште сега да се случи тоа, не? Да. Кој од вас ја изговорил реченицата? Нема да најдеш како мене. Јас. Добро. Тоа го мислам дека и повторувам јас, не? 5 пати на ден. Значи Мислам не дека и јас. постои таква Додека пев глупачарска. Која што ќе те трпи. Така, добро, да се докажеш. Тој смисол, да, добро. Добро. А ти, Владко, не викаш, нема да најдеш како мене. Не. Па знае дека Знам дека нема да најде како мене. Или обратното. дека ретко е како него да се сите, да. Добро. Кај вас како е? Кој изговара реченица нема да најдеш како мене? Мислам дека јас имам кажам еднаш. Дали на почеток на врска, така шала. А ова не беше шала. Значи убаво си кажа дека нема да се најде како тебе. Не беше шала. Така беше? Да, сакаш датумот да ти го кажам. Памтам датум и јас. Е, поеден не бил шала. Не бил, Ама добро. сум кажал, да. Океј. И која изговара реченицата, тоа кај мајка ти дома. Е такво, нешто нема во нашиот дом. Не кажувате. Мајки не се спомнуваат. Не. Освен кога се работи за чување на детето, да се живи и Практични здрави, причини. и свекрвата и мајката. Моја, нели и неговата. Да, баш така. Да, значи тогаш се спомнуваат само кога ќе бараме сега, мајка ми или мајка ти? Ај мајка. Па зар постои тоа на Минатиот денешница пат да се мајка ми. вели? Еве, не знам, прашувам, сега ќе прашувам и таму. Какво, што вика искуството? Вие сте тука тазе. Дали некогаш си му изговорила тоа кај мајка ти, кај татко ти или обратно? Не. Па не го немало тоа никош. Не? Тоа не. А друго е. Ама друго. Други работи, За 100 да. години заедно да си ќе се деси понекогаш, ама таква работа стварно нема. Тоа баш не е во жаргон, тоа кај мајка ти. Не. Па Не е во српскиот жаргон. Да, Нема. Значи од Снишет Во дојде на српскиот жаргон имаме многу други работи. Многу полоши, Не сме така? познати по Како беше она и псовки. поздрави мајку ти твоју. Да, и после чубрати мајку. Шук бил мајкове. Не, од типот дека нели нешто ако направи или не направи и да Не. ја кажеш нели тоа можеш да го правиш кај мајка ти дома, кај мене нема така. Не. Дека важат не. правила. Ние го создававме нашиот дом заедно и паралелно и равномерно. Така да мислам, не беше он во домот во газда во кој што јас накнадо дојдов, па сега он ќе ми каже Него тоа кај заедно мајка го ти или создадовме обратно. домот. Него го создадовме Да, исто, заедно, си заедно го направивме градевме. своји правила и ден денес е така да мислам веројатно заради тоа не го Па користиме. не мора тоа заради како- тоа да биде, едноставно не сме такви типови, знаеш, она некој да се прави тоа кај мајка ти. Па добро немој има тука. нели, постојат Не, сепак кај нас и го нема. различни бракови во кои што и знаат да кажат Има, или знам, да и се да. заканиш па нешто да и речеш. Имаме да си одиш кај мајка. примери, имаме примери доста со другари Не, добро, пријатели. да. Меѓутоа ние не сме од тој карактер. Поразбрани сме, Ништо мислам дека. страшно, да. Немаме такви Ништо карактери. страшно, али Добро. Да. Сега не знам дали ја спомнам анекдота, а Кажи. чега може и да се исече за доручекот. Ајде, Ако? кажи. Гледаш се како се прашува. Ајде сега. Се Чекајте, консултира. Се консултира. Се консултира. Значи тоа е Дали тоа. да иде у етер или да не иде у етер? Дали да Ајде, се ќе скратили да кажете. се не... Ајде, Ако? ајде. Баба ми која ни беше на гости на поседок еднаш, што Доручек. спомнуваме мајки. Да. Мајка ми моја, Да. баба Не, си негова. кажа, Баба ми, ние- значи Да, баба ми не, моја. да, баба му моја. Мајката на Ирина. Тешта. тешта на македонски тешта. И стануваме едно са бајле и пиеме кафе и ја викам бака да ти направам доручек. Јас не бев дома. Она не беше дома. Излегов утрото.
Ти Вика на Павле, въпрос не сум гладна и се нема врска, ја си правам јајца за мене, си правам омлет. И викам, абе бака, да ти направам доручек, нема смисла гладна да сидиш. Не, Павле, фала ти, доволно пиев кафе, ама не си ги пробала моје јајца да знае. Не сакајки, ама не сакајки, не сакајки, не помислувајќи. А Павле, стварно правим многу добри јајца за доручек. Ама вика, ме стави у незгодно. Баба, не си ги пробала моите јајца колку се добри. Не знам, ја не ме добри. Ама мора почне да се смее. Ја не, значи, не сакајки, направив шала и Dobro. Ja otkriv ko je po duhovih krvasne mesto. Имам ги. Одлично. Имам тука карти. Реков до сега јас ви поставував прашања. Сега вие сами на себе ќе си поставувате. Секој ќе си извлече по една карта. Можете да си ги предадете. И ќе си одговорите на прашањата. Може ли? Партнерот ќе одговори? Партнерот ќе одговори. Ајде, Павле, извлечи се и ти. Ќе ги предадеш на Силви и на Ајде. Владко. Ти си извлековте по една, така да. Ајде. Да видиме што ќе се падне. Јас треба да го Ти поставам? треба да го поставиш, а Павле да си го одговори. Ова ќе беше убаво обратно да биде. Па сменете си. Се шегувам. Не, може да го одговориш и ти и он да го одговори прашање. Шегувам. Добро. Ќе почнеме прво од Владко или од Силви? Силви? Јас? Ајде, поставиме прашање на Јас да ти Владко. прв. Што најмногу те привлекува кај мене? Што најмногу? Се, буквално се. Уште ја сака. Извлечи друго. Не сме задоволни од одговорот. Стварно озбилно. Се го привлекува. Да. Апсолутно све. И кога е Тоа е љутен, баш кога се убаво. кара, Чак и тоа ми е симпатично. Кој мирис, Да. мелодија и вкус веднаш го поврзуваш со мене? Over the rainbow. Тоа е мелодија, мирис. Виножитото. Добро, Ми кој асоцира. мирис? Како кој мирис? Кој мирис, мелодија и вкус веднаш го поврзуваш со мене? Значи треба да кажеш мирис, мелодију и вкус. Значи мелодију си рекол, ајде Да, вкус. мелодијата Овако рекол. се објаснјаваме Да, ми да, увек. добре. Полако, полако. Вкусот? На пример, кога некоја тестенина јадам, шпагети или било што. Добро, Се окей. знае одма тоа. И парфем beautiful, апсолутно. Така. Добро. Задоволна? Задоволна. Добро, окей. Владко, Положио. ајде. А дали некогаш посакуваш да можам да ти ги прочитам твоите мисли и кога? Секогаш. Да, секогаш посакувам. Бидејќи апсолутно не го читаш. Добро. Добро. Одлично. Ајде, кој ќе чита прв? Ирина? Ајде, која моја поставка најмногу те нервира? Едва и чекам да ми кажеш. Злато моје ништо не ме нервира. Те молам да ми Еве ја кажеш. ти кажам, ништо не ме нервира. Обожавам све на тебе, одадоше. Утре ќе одам на матка да качувам, да се кажам од сега. Добро. Може да кажам дека А тоа. така? Да. Добро, значи го нервира кога се качувам по Не, знаеш карта. како, Аха. Ама него нервира, може би Покарпи, е види. загрижен, така ли? да, Повеќе е тоа е загриженост. загриженост, значи не е нервирање, него кога се качува по карпи, и за мене ми е маце тоа нели тотално непозната сфера од животот и маце ми е језиво. Ја знам зашто иде Она- со тебе на водно. За Ама водно е друго, а Да не качување карпи забегам е до сосема матка, трето. 16 километри подалеку. Водно е едно, а качување по карпа е друго. Или на пример кога сум ги гледал снимките кога качувала врвови, кога сум гледал ни што све се качува, па Е, па не, кај става. па ти така Шици, си ја запознал, па, таква си па. беше Ирина? Не, нема збор. Мене ми е тоа страно во мојот свет. Интересно е Ја кога го почитувам скроз тоа кај незе. И утре ден да сака да се врати, ќе ја поддржам. Не викам не. Ама мислам дека она сама не би си дозволила, па затоа што се има дете, па мајка по другачија размислува кога има дете. Мислам дека ќе се порано криев од мајка ми. Викам, ќе одам до Грчка малце на плажа. Јас сум отишла на Олимп, сум отишла на метеори. Сега изгледа ќе почнем да крием од сопругот. Така да нема You never know. прва Да. љубов. А да се трампате на пример да Видете, јас морам и сакам да се вратам на мојата прва љубов, качувањето. Меѓутоа нема да го правам тоа во тие екстреми без обезбедување како што го правив пред да станам мајка. Тоа е дефинитивно. Ќе си користам целосна опрема и
Љубовта продолжува. Што туку изговори една реченица, мојата прва љубов. Павле, како ти звучеше тоа? А не си ти, не беше твоето име. Те лажа. Вас, што е прва љубов, музиката или партнерот? Музиката. Да му олеснам. Исто и кај Павле е музиката, па после сум јас. Ali ne se izvinувам, pošto ti si nas ne ograniči со музиката или партнерот, ја би рекла, мојата ќерка е секогаш прва љубов кај мене. А, така. Тоа одлично. Мислим, прва љубов, да. Но добро, таа Не, љубов е прва, различна, таа е не? љубов подоцна. Да, добро. Во право си. Музиката. Добро. Се извинувам. Океј, Да го слушнам прашање. да го слушне прашањето, бара Ирина. Не сака да го каже па. Не бе, не е толку комплексно. Добро. Да, што научи од нашата последна караница? Јако Не е толку комплексно. Чекај сега да се сетам на нашата последна караница. Караница. По принцип не се ни караме. Ние не се ни караме, ама... Што беше заклучокот на крај? Абе, знаете како? Сега имаме дете и детево, нели, почнува да се исправа и многу да паѓа. И мали деца паѓаат на глава. А јас сум секогаш overprotected со детето и после кога ќе падне на глава и дете плаче, дете како дете, јас сум после overreacted над ситуацијата. Значи не можам да ја надвладувам затоа што мене ми е многу жал, нели мене ме надвладуваат емоциите. Мислам дека околу тоа беше последно што аргументиравме, дека треба малце да се смирам јас затоа што уствари изреагирав некако поише да го исплашам малово него ли да го едноставно да го смирам. Мислам, он се смири веднаш, ама Добро, значи од последната кавга научивме дека Павле бил во прав. не беше Фала, кавга. може да ме подржиш еднаш во животот. Не беше кавга. Стојам тука за да те И прошиот пат цело време беше наклонета кон незе, да знаеш. Ама ние бевме договорени додека не те земам. Да. И сега готово завршено. Земав, готово. Ќе одиме сега на реклами и се враќаме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добро, се вративме. Сега да прашам, има ли забранети теми или нешто што вие одлучивте дека никогаш нема да го поставите како прашање? За да ви биде полесно, од типот, не знам, поранешните партнери, од типот, не знам, некоја кавга со роднини, не знам, некаков имот, пошто обично такви некои теми се онака... Кај нас нема табу теми. Нема. Зборуваме за се. Секојаш отворено за се. Дури и со нашата керкичка нема табу теми, разговараме другарски за сите теми што ќе се постават или проблеми што ќе се јават. Не дај Боже, се отворено се разговара. Од така и Така? треба. Да, Исто исто. и кај вас, Исто, значи да. нема забранети теми. Нема Не. тама работа. Добро. Нема зашто да има забранети теми. Океј, онда кој е зачинот кој што ги одржува браковите или да речеме конзервансот кој што е некогаш има, например, мала доза на љубомора, па не знам, малку флерт, па не знам, излегување со другарките, па не знам, одење по одмори одделно. Значи има ли нешто такво кое што ја одржува врската? Што треба да го има во Мислам дека бракот? секој пар има некоја своја варијанта. Јас немам нешто што би го кажала како совет или како зачин. Обстанавме многу години на вистина, со безброј успони и падови, со многу осцилации и она што е неизвестно, никогаш не можеме да знаеме дали тоа ќе трае за секогаш, тоест до нели судниот ден, така да едноставно тука сме во овој момент и тоа е тоа. Така? Кај вас има ли нешто сега? На Па многу сме малку заедно, мислам ние сме само една година во брак. Немаме се уште таква потреба сега да зачинуваме или нешто, на нас уште ни трае љубовта, страста. Нема потреба. Меѓутоа спомена излегување со другарки или со другари, ние немаме воопшто никаков проблем. Он постојано излегува со другарите, јас кога имам потреба излегувам со другарките, он го чува детето. Или, например, одвоено на одмор. Сега на вистина сакам да одам на семеен одмор, нели? Прв заеднички одмор ќе ни биде оваа година. Наредната година, ако он поради негови, не знам, обврски околу музиката не успее, може би отишла со другарка, со деца, Ја пуштиш да оди сама со другарките? Без дете? Да, зашто нема не? проблем он со тоа. Зашто не? Пази што си кажал. Види, ја Проверам година. толку многу верувам во себе што Верувам во себе. Не вика верувам во неа. Верувам во себе. Гледаш ли Е, па, тоа? ништо Јас е. гледам. Така. Е, па исто е. Види, сега ти кажам, кога, да се надоврзам на темата, она што го почна.
за дали има некаков зачин или конзерванс за да трае љубовта. Мислам дека секој еден од партнерите треба да си задржи своја приватност. И факт е дека секојдневно треба да се храни љубовта исто буквално као со лажичка. Секојдневно, буквално секојдневно. И треба да се работи на сите тие нешта. Меѓутоа, оној приватен момент кога секој од партнерите ќе си го задржи, без разлика што и да е тоа. Дали е од Сабајле, не знам, сака да иде на болно, дали јајцата, да. Дали мојата секојдневна утринска рутина, дали што го да е, дали идење со другарите праење пијачка или што го да е, што и да те релаксира, кога сакаш да бидеш релаксиран и сам со себе, мислам дека човек треба да си го задржи на момент. Затоа што индивидуалноста да ја задржи, апсолутно, да. И мислам дека на некој начин тоа е клучот, покрај сите елементарни и клучни работи за успешен брак. Мислам дека и тоа е. Добро, тоа значи ја пушташ да се качува по карпите. Го изнуди в одговорот, да знаеш. Вистина ли е така да се Леле, како те гледа? Вистина ли е така да си останеш сепак како индивидуа единствен, да бидете Силви и Владко, меѓутоа да функционирате како Силви? Партнерствата се успешни само доколку секој остане свој. И доколку вие како партнер го бодрите да остане свој. Нормално ќе нагласам дека тоа не значи дека треба да отидеш во една лоша крајност, благо кажано, но многу е потребно овој момент кој што он го кажа како млад човек и иако се на почетокот, нели, прва година од бракот, подоцна ќе им биде уште поважно. Значи, ќе има многу моменти што ќе ги делат, но за да може успешно да бидат кога се двајца, е потребно да бидат и свој. И ако вие сте кадри да се сакате како такви и да го сакате тоа што е тој, сушности кога е сам со себе, тогаш е тоа. Добро. Одличен совет. Ирина, ти се вртат некои мислички така кога ќе отиде Павле на настапа, ти не си таму? Никогаш. А тоа е работа ли сте? Мене многу ме прашуваат за тоа. Како вика не многу девојки му се качуваат на сцена, знаат да се гушне, да бакне рака на друга девојка. Воопшто тоа не го мислам. Ниту го размислувам, да, апсолутно. Или снима спотови само со атрактивни девојки, па нормално дека снима со атрактивни девојки, замислете со грди да снима. Така е, ама и Ирина треба да ја ставиш во спот. Да, ќе дојде тоа. Може би некогаш, сега не. На вас ви е полесно затоа што сте во истата професија и сте заедно, па кога приоѓа. Не е полесно. Воопшто не е полесно. Тоа сега. Ајде да слушнам. Да, може да биде комплексно кога двајцата партнери се уште. Апсолутно не е полесно. Прво, меч со две оштрици, нели, ние сме заедно на работа, во ред, ми тоа вака навидум пружа некоја сигурност. Но всушност, знаете какво е времето сега? Сега девојките одат, излегуваат сами и спремни на се. Кај нас, например, знаат дека ние сме во брак, знаат дека сме пар. И тоа им е причина плюс да бидат безобразни, дрски, смели, на конјопој пред нас и онака. Значи, имало милион ситуации да не ви ги опишувам какви. И во сите тие јас останувам стоички, онака спокојна и мирна, достоинствена. Ама дома? Владко тоа не може воопшто да го исконтролира, мислам, него ако еднаш му го фатиш погледот, си го заробила за цел живот. Како ти, например, така? Ама една е таа. Тоа сум јас. Една е таа. И тоа е навистина многу непријатно. Така да убаво што Ирина има таков став, убаво и Владко додаде тоа е работа, да, кога е на сцена и додека е на сцена, тоа е дел од работа. Но треба да остане таму. Апсолутно. Да, дефинитивно. И тоа што се случува на сцена, повторно треба да е со... Знаете како ќе се поставите? Јас не сум имала прилика да бидам на вашиот настап, но и мене ми се случува од публиката да фатам, например, од некој господин повеќе од 2 пати поглед. Јас веќе не гледам во тој правец. Нели, ние вежбавме и на факултет и во средно како да ја обуфатиме публиката со погледи, како да го задржиме вниманието. Но доколку повторно го навраќам погледот на истата особа, повеќе од 2-3 пати веќе флертувам. Така да има многу улоги во публика, нема потреба да го гледам. Тој
понатаму. Ќе си почне да си пушта филмови, ќе им побера број на телефон после. Е, така. Тоа Не се треба Владко да случува. се пепа. Е, така. така. А Владко, ако примети дека некој го погледнал, он веќе не гледа во друг правец. Не е така, не е баш така. Златко, добро. Има момент кога сте на сцена и Да. сега она што вие го кажувате на факултет што сте го учеле. Јас на пример ако гледам 10 сантима над вашето чело, вие Да. имате представа дека гледам во вас. Нели? Се прави. Па добро, и Еве сега гледам 10 да, сантиметри над учетме вас. и тоа, нели, да замислиме дури имагинарна личност на која што и пееме, така? Да. Али сакам да кажам дека секој ден може да се почувствува дека као гледа во мене. Да, или ми Апсолутно, пее да. мене. Да. Ми пее мене. Еве, јас, например, на концертот на кои беа ови легенде. И пошто ние го организиравме концертот и седе во прв ред и така некако колеги, музичари, бевме со денови пред тоа заедно. Јас имав впечаток дека Иван, тогашен вокален солист на групата, ми пее само мене. Иван стварно тебе ти пееше. Не. Да. Значи тој е наш многу драг колега, близок пријател. Да. Иван и го посвети концертот на Силви. Стварно, он пееше и цело време гледаше во незе. И бил муза, и бил инспирација. Професија, Снежа. Тоа Тоа е- учевме и на факултет исто така. Мислам, се учи тоа. Да, Излегуваш но, на сцена и наоѓаш една особа на која што ќе На која пееш и што- тогаш ќе го закупиш и целото внимание на постојат варијанти на тоа, но Да. овие наши свирки кога сме, да кажем, нели популарно наречени, кога сме со многу близок контакт со Нема потреба публиката, такво Значи, тука не браво. Тоа сака да кажа. веќе е многу интимен просторот и атмосферата. Тоа и- нема врска, мислам, и тоа има драж. Убавината е Да. всушност, а тој флуид, јас тоа го сакам, Да, тоа е нас животот. Чекај да ви дам поклони. Стој. Еве не рече, ќе ми поклониш нешто, нели? Да. И пак она Да го поклон. испиеш ова? О, Па да те чекам да ми го даеш. Тоа може. Сите вие ги имате подаруците, благодариме. повилете од земи пари. Еве за тебе. Значи ви даваме на секого поединечно, имате наочари, значи сум бирала да ви бидат пар, ке погледнете и таму. баш убаво. Имате витамини, минерали, да ми тоа бидете е здрави и супер, живи. Така, да. пак да ми дојдете. Тоа е лепо. Ете, повелете. Сега имам тука ваучери, еден куп ваучери имам и по фамилии ќе ви давам. Може ли? Од ананас, значи имате ваучери за секој од вас поединечно. а може ли на секунда да те прекинам? Ајде. Пошто ми подари ти мене вино, Што ќе ми подари нешто, чекај. Да видам што. чекај сега. Чекај да не направам белја века. Да завршам со подароците прво. Чекај, ти на нас ни подари, парете се и Вино, јас. да ти чоколадце, подарам. да, све ви подарив. Што? Дозволи? Ајде, дозволувам. Дозволи. Чекај, не вади тоа може. Не чекам, саатот го чекам. Вака се, имам еден мал подарок, едно мало внимание од мене и од Ирина до тебе. Да. Да. Чекај, тука не е. Браво, преубаво. Ова е еден мал гест. И па Снеже, стројник си, едно мало мајко му стара, внимание. стројник. Тоа е вниманието што ти го должиме. Нели во Леле, традиција чекај е да го кондори. Па стројник се, стројник си е стројник. Ја прашав ту, ама добро. Немам појма што е. Ја ова не го очекував и не Се сум надам дека не спремна ве на ова. издадов. Не. Чекај да го... Па ќе отвори се, ќе отвори. Леле, бе. Не сте нормални, не. Снеже, а гледаш како убаво традицијата си ја испочитува. Браво. Нели? Така е редот. Така и редот, Така е да. редот. Така е вистински редот кај нас. Вистински е ред на стројник кондори да му се... Леле, Браво! Со здравје си ги носиш. Со здраве ќе ги носиш, ако не ти се допаѓаат, ќе си ги Ама пратиш. како не ми се допаѓаат, па и мој број се, па леле, фала ви, значи, добро, традицијата да ја испочитуваме. Сега викај ти ергени и млади Да. девојки по Да емисија. видите дека ете, точни се таман се. Вау,
Браво. Знаеме дека се точно. Гледаш со љубов дека се Можам да ви купени. изгушкам, нели? Фала ви, мои младенци! Да сте ми здрави, живи и вечни. Исто и ти. И па да ми дојдете Со нов со подарок. нов подарок и со ново дете и Со така нов најваче да член. ми изгушкам. Да, може да. Пошто вие долговечни да сте ми, фала ви. Ја како лесна, много имаме со нас ти почна серијалот и еве све најубаво се склапа. најубаво да изиграм Бракови се нешто. склапаат, све деца се раѓаат, све. Дека виде све најубаво. Животи стојат. Па како мој број, леле, стварно не сте требале, оф боже, ке ме расплакате, а имам уште. Можеш да продолжиш слободно. Ја, фала ви. Нема зашто. И однак сме затвориле. Види, фала ти на тебе. Сме ги затвориле устите на сите, што викаат, Снежа ти купија ли кондури, ти купи. Ми купија кондури. Па и купивме нормално. Ава само да ви ги дадам подароците. Значи, од нашите драги пријатели Ана на СМК, имате ли милениче по дома? Не. Немате вие милениче? Добро. Оти миленичињата знаат да бидат обично кавга околу тоа дали треба, не треба да се земе. Имаат Ана на СМК акција на вакви едни хранилки за миленичиња. Можете да си земете или што друго сакате, за секого имам по еден ваучер. Повелете, овде го имате кодот, ке си го вкуцате. Осигурување за семејството, за секој семејство по едно осигурување од Минтинс осигурување имам. Ке ви ги дадам и еден буџет имате, една каса или си ги делите парите? Да знам. Една има. Една? Заеднички Една? Па ако е заедничка, во тој случај ви давам од есен, имате подарок во плик, парички се, ама се на картичка. Добро? И тоа го добивате како подарок и сега бидејќи ме растревоживте на крајот, вие ќе ја затворите емисијата. Може ли така? Ајде. Вие ќе затвориме најпрво со Добро. задоволство. Така? Да. Па добро, ако ја бев стројник на вас, вие рековте дека имало многу кои што се заљубиле на вашата песна. Да. Значи, кога одам кај него ангели ме носат. Ја мислам таа да почнете да ја пеете за да ја одјавиме емисијата. Да, мора да ти признам дека целава емисија ни помина како и претходната, како во сон, Да, многу брзо. а не случајно и нашиот албум се вика како во Така. сон. И ми беше многу драго и што вака благодарам. повторно се... Ајде, кога одам кај него. Кога одам кај него, ангели ме носат. Може ли заедно? Ајде. Кога лежам со него, јас на небо сум. Звезди, изгорете ме, ветрови разнесете ме. Река златна безкрајна, градиве ми тече. Тоа е тоа, безвременска. Таква нека биде љубовта ваша. И поздрав до целата благодарам, екипа, да. бидејќи наистина се прекрасни, имаш прекрасна екипа цела. Фала ви, покрај тебе. пак ќе ми дојдете. Па не знам Ќе како- дојдеме пак, Како да. се вика баба и дедо, како баба и дедо може? Да, може, може. може и како не. така. Како горди баба и дедо. Ете така. Да, да, да. Да, добро. И во ваква прекрасна атмосфера се одјавувам и ве подсетувам дека доколку сакате да запишете додипломски или постдипломски студии, во тој случај одберете го Универзитетот Скопје. Доколку имате било каков проблем со забременување, во тој случај тука ви се Newborn Clinic. Не заборавајте да ја одберете Халк банка, да кликнете на Земи пари МК, да проверите што има ново на P2P. Тука ви се ЈК Travel и секако Минтинс осигурување. А Ananas.mk имаат специјални акции, проверете ги. Ве поздравувам, се гледаме следната недела.